Ви благодарам многу, подпредседателки, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата и почитувана македонска јавност. Јас земам збор за да го изразам ставот на нашата пратеничка група. Од самиот почеток ние сакаме да сигнализираме дека ќе поддржиме оваа точка, затоа што потребна интервенција во заштита на граѓаните, особено во вакви тешки геополитички времења, непредвидливи, кои навистина од нас изискуваат надчовечки напори за да се донесат вистинските одлуки, но истовремено покрај тоа што не е во наша контрола, навистина мислам дека треба да се осврнеме и да кажеме за сето тоа што било во наша контрола во изминатиот период, затоа што мојата поента на ова излагање ќе ми биде, дури ако предизвикаме дискусија, ние од криза во криза, почитувани колеги пратеници, не извлекуваме заклучоци, од криза во криза не гледаме аналогно како други држави се справуваат со кризите, туку едноставно адхок повторно ни се случуваат вакви работи. Но за самиот почеток имаме една политичка контрадикција која нам не ни е јасна, а тоа е дека премиерот Мицкоски и министерката за енергетика во овој случај веќе со недели ни велат дека ситуацијата е стабилна. Ситуацијата е стабилна, но имаме кризно основание денеска. Значи, денеска продолжуваме кризна состојба, иако со недели ни се вели дека состојбата е стабилна. И најстрашното е што во изјавите на министерката за енергетика се вели дека ситуацијата е стабилна, но се следат работите, пак ќе се реагира додека се наруши тој еквилибриум. Тоа значи дека додека другите држави се справуваат со шоковите кои веќе настануваат од оваа тековна криза, нашата држава наместо аналогно да го извлекува искуството од другите држави, но и искуството на нашата држава од 2022 кога се најдовме во енергетска криза, напротив, ние едноставно не даваме системски решенија. Зошто не даваме системски решенија? Првично заради политичката волја нормално на властите, но не е само недостатокот на политичката волја проблем, затоа што самите власти во изминатите 25-30 години се обезвластуваат од механизмите за интервенција во кризните состојби во Република Македонија. Ние во овој парламент 30 години носиме одлуки за приватизации, за намалување на капацитетите на државата, за богатење на поединци и директно 30 години собранието е служба за генерирање кризи. Тука се создаваат кризите преку обезвластување на властите кои треба да се справуваат и да ги користат различните механизми на државниот апарат на располагање. Јас сакам повторно да го искористам ова време да посочам една страшна состојба која се случи во Македонија на почетокот на март, кога веќе знаевме дека војната, тоест агресијата на Диран почна, кога веќе знаевме дека Ормускиот теснец е затворен и дека ќе следат ценовни шокови, нашата регулаторна комисија за енергетика го смени правилникот за да се профитира максимално на веќе постоечките резерви на горива кои ги имале комерцијалните снабдувачи. Се овозможува да се профитира максимално. А знаете ли што е најголемиот проблем? Што тоа што го прави регулаторна комисија, ние веќе деценија знаеме регулаторна комисија за енергетика дека не дава добри резултати, но да се навратам на тоа што државата не може да го направи, а можела да го направи некогаш. Во суштина, во нашиот резон, проблемот почнува со продавањето на рафинеријата. Тоа е пред многу мандати, тоа е една влада пред 20 години. Јас не сакам да повикувам на континуитет помеѓу оваа влада и предходната, но има представници на таа влада во редовите на советниците на оваа влада, како господинот Маријан Ѓорчев и така натаму. Значи, последиците на тие одлуки од пред 20 години еве ни ги сега. Затоа што во математиката на како се пресметува цената на горивото, ние денеска доколку беше во наша собственост рафинерија 18 денари, околу 18 денари можеше да биде поевтино горивото. Тоа на вас, почитувана власт, ќе ви обезбедеше социјален мир. Не знам како да ви кажам. Вам ќе ви обезбедеше социјален мир. Вам ќе ви беше
постабилна политичката состојба. И тоа е главното прашање кое треба да си го поставиме денеска. Дали ќе реагираме адхок од криза во криза без конкретни решенија или ќе изнедриме заклучок дека треба да се тргне во друга насока. Во 2022 година, кога се соочивме со енергетската криза, особено во поглед на електричната енергија, државите од континентот, вклучувајќи ја Франција, почна да ја враќаат државната собственост во клучните енергетски капацитети. Тоа е жива вистина. Франција, нивниот Total Energy е сега во доминантна државна собственост. Зошто можат сите да бидат попаметни од нас? А јас мислам дека не нужно се попаметни од нас, туку едноставно приватниот интерес на некои поединци кои влијаат на вашите партии е побитен од добросостојбата на граѓаните. Зошто го зборувам ова? Ние ќе ја дадеме нашата поддршка, затоа што граѓаните мораат да бидат заштитени, но моментално имаме комплетна асиметрија во тоа кои и како се погодува од енергетските кризи. Комерцијалните снабдувачи на горивата не само што не се погодени од енергетските кризи, напротив, тоа се нивните најдобри можности за профитирање. И откако ќе ги потрошат резервите кои ги набавиле по цени од пред кризата, според нови пазарни цени, ќе ги наполнат новите резерви по новите цени и дури и да падне цената на горивото, нашите граѓани додека не се истрошат тие нови резерви на гориво ќе ја плаќаат цената максимално. Каде е асиметријата? Тоа значи дека потполно енергетската криза е на грбот на граѓаните. Комерцијалниот сектор никаква криза не гледа, напротив. Тој концепт се нарекува и шок доктрина. Додека државата е во криза се најголемите можности за профит. Како се одредува цената на нафтените деривати во Македонија? Формално преку регулаторна методологија, но практично преку префрлање на целиот товар врз граѓаните. Се додека профитните маржи остануваат заштитени. Имаме акциза која е фиксен данок. Имаме ДДВ кој се пресметува врз цена во која веќе има акциза. Потоа имаме маржи кои секогаш одат до максимум. Имаме увозни трошоци затоа што немаме сопствена преработка. И на крај добиваме држава која двојно оданочува и цената на максималниот износ ја плаќаат граѓаните. Затоа да се вратам на почетокот на мојот говор. Ние ќе ја дадеме оваа поддршка. Но како членови на опозицијата, ние апелираме до вас да сватиме сите заедно дека мора да почнеме да ги окрупнуваме, мора државата да биде способна да се справи со картелите кои владеат на нашиот пазар. Ние имаме картелско здружување во секој енергетски бизнис. Дали е тоа електрична струја, дали се тоа горивата, секаде има картели и ние сме неми на таа вистина. Затоа мојот апел е, откако ќе се изгласова, да се тргне во друга насока. Затоа што нашата поддршка денес е во служба на граѓаните, но веќе од утре мислам дека е потребно да се вратиме и на критика. Јас ви благодарам многу.